Еве ви гостуваме во вашите домови, почитувани гледачи, со уште една емисија од циклусот емисии Моето село. Овој пат ќе уживате во една прекрасна панорама во здрава животна околина, во панорама езерска, затоа што тука е Тиквешкото езеро, а некаде високо се наоѓа токму црквата Света Недела, посветена на светицата Света Недела. Овде во село Брушани во Тиквешкиот регион покрај Тиквешкото езеро. Денеска е среќен и светол празничен ден, затоа што има многу повод за славење. Денеска оваа црква се осветува. Нешто повеќе за црквата, за почетоците и за сето она што досега направено, но и за самиот ден на осветувањето, ќе ни зборува председателот на местната заедница на село Брушани, а тоа е вие сте? Драган Ристов. Да. Членот на црковниот одбор Димче Џелов. Господине Ристов, кажете ми кога почна и која беше идејата оваа црква да почне да се гради? Веќе добивме една прекрасна, велелепна црква, една од најубавите ми се чини во Тиквешијата и пошироко. Па вака, значи темелите на оваа црква беа ставени на 2.3.2013 година. Денеска сме 6.8.2017. Црквата е комплетно завршена со благослов на делото, со добра волја на поранешни жители, приватни субјекти, фирми и можем да кажем заслужни членовите на црковниот одбор. Дали имавте покрај донатори и спонзори и населението кое што е иселено од тука? Дали и тие дадоа свој прилог? Да. Значи се почна со донации од поранешните жители, па потоа стопански субјекти и требаше многу време да се изгради оваа црква и вака одлична да изгледа како сега, преполна е со народ, што значи дали тоа е секој ден или само за празници и дали во оваа црква ќе има крштевки, ќе има венчавки, дали веќе почна, но реко чекавте осветување. Денеска е тој ден. Осветувањето го прави кој? Осветувањето го прави митрополит Повардарски господин Агатангел. Значи цркви се градат. Не се граде црква за една година, но мислам дека ние брзо ја изградивме со донации од нашите актитори, можем да кажем. Како се чувствувате, кажете им, вие сте председател на местната заедница, дали уште треба нешто да се направи или црквата е конечно, го има овој изглед и сите потреби, стандарди што треба да ги има еден духовен храм? Во делот на црквата, значи, е комплетно завршена унатре, значи сега може да се почне со верските обреди, венчавање, крштевање, литургии, значи сите работи може да се обавуваат. Се надеваме, а и веќе имаме закажано дека ќе има такви моменти во нашата црква, па најрадосни се. Ние како местна заедница и членови на црковниот одбор не застануваме тука. Тоа го кажавме у претходните ваши емисии дека после ова, значи како донација од граѓаните, се надеваме дека и проектот што е системот за наводнување ќе се реализира веќе долго зборуван. Па тоа не е една од најбитните работи, да се донесе вода како за наводнување, така и за водата, знаеме. Други проблеми кои начате уште во овој период или што треба да го направите вашата програма? Па вака сега, значи во тек е донесување на генерален урбанички план, со тоа, значи после тоа следува комунална изградба, улички, тампонирање, коцки, асфалт и така натаму. Председателот малку и да го мотивираме, можеби, Тиквешкото езеро. Тука, како една убава езерска убавица е. Има прекрасна природа. Дали размислувате за еден динамичен, активен селски туризам, кажете ме? Па здравје Боже, се надеваме. До мене е членот, нели? Членот на црковниот одбор Димче Џелов. И посебно имам да кажам, посебна благодарност до екипата од 5 луѓе што беме нонстоп тука. Кои се тие луѓе, еве да ги истакнеме? Истакнеме баш. Најстариот член е 70 години, Цветан Ѓорѓиев, после сум Драганчо Ристов, Игор Ристов, Владко Чиров и Димче Џелов. Тоа е црковниот одбор што ја покрена оваа иницијатива и успеаме да стигнеме до оваа работа. Почетокот како ви се чинеше? Еве седнавте, се договоривте и ќе правиме. Почетокот беше многу тежок. Тука беше само едно копање, беше државина. И сите мислеа дека нема да дојде до оваа, ама со многу макотрапна работа, со многу трчење, успеаме да стигнеме до оваа.
и со помош на сите жители. Не викам дека со работа повеќе ние, ама сите жители помогнаа. Дали во Тегвешијата овде кај нас се дарежливи, еви бизнисмените, набројте некој да не отвори? Да, имаме доста спонзори, а тука пред себе го истекнал Цеципром, јуниори Трејчо е Коля Ристов, Гала, Митко Јанчев, значи ни помограат доста, Метал Апостолов, Кашта, значи имаме спонзори, не беме сами. Без тие спонзори не можеше ништо да направиме. Камбанаријата сте изградили? Камбанаријата е од Блашко Темов 500, тоа е негова и сето плочки што се околу него се од Блашко Темов. Посебно благодарност и до него. Да, како се чувствувате сега, тогаш и сега кога веќе е пред вас еден прекрасен духовен храм? Пресреќен што народот после 50 години народот се собира на едно место. Сега на 20 јули имаме слава, имаме преку 500 гости. Значи тоа е добра работа, народот почнува па да се сближува. Тоа ли беше и целта, да го сближиме народот, мал да се подели народот. После осветувањето ќе има свадби, крстевки, сето тоа поред. Крстевка е више моето внуче ќе биде, моето внуче. Сега после за 20 дена ќе ве поканиме и доги да крстевката. Моето внуче за Кажано е више моето внуче. Со среќа нека е вековито и оваа црква да цвета од млади. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангелский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившася. Смертную же спасе крепо
почто мира, с милостивни слезами. О, ученицы, растворяете блистаяйся во гробе, ангел мироносицам вещаше. Видите ви гроб и уразумейте. Спас воскресе от гроба. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Мироносиците чаху ко гробу Твоему ридающия, но предстак к ним ангел и рече: Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војска, Господ на силите, тој е цар на славата. А кој е царот на славата? Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, и ќе влезе царот на славата. А кој е царот? Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е царот на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Ридания времја престане, плачите. Воскресение же апостолом рците. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ние, митрополите од Ковардарскиот Ангел, денес, на 24 јули, односно 6 август 2017 лето Господово, на денот кога се подсетуваме и ги славиме светата маченичка Христина и светите маченици Борис и Глеб, со Божја помош, ја осветихме црквата посветена на света великомаченица Недела во село Брушани, Кавадаречко архиерејско наместничество.
Црквата Света Великомаченичка недела во село Брушево е архитектонско дело на архитектот Илија Плачков од Кавадарци, а изведувачи на градежните дејности во црквата се мајстори од локалното население од село Брушево. Фрескоживописот и иконите на црковниот иконостас ги изведе зографот Томе Филов од Кавадарци. Црквата Света Великомаченичка недела во село Брушево се изгради по иницијатива и со организација на црковниот одбор од село Брушево, а финансиските средства беа обезбедени од доброволни прилози од македонските православни верници од селото, како и од донатори од градот Кавадарци и неговата околина. Црквата посветена на Света Великомаченичка недела во село Брушево се освети во време кога поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија е неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, председател на Република Македонија е господин Георги Иванов, а градоначалник на општина Кавадарци е господин Александар Панов, митрополит Повартарски господин Агатангел. Овој запис, драги мои, што го прочитавме сега, се става со светите мошти заедно во светиот престол. Што значи ова ќе стои со векови се додека постои оваа ваша црква овдека. Така бидете горди на ова што го направивте сега. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангелски собор удивися, зря Тебе в мертвих вменившася. Смертную же спасе крепост разоривша и собою Адама воздвигша. И от ада вся свободша. Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Почто мира с милостивни слезами, о уче
го чествувате ова заедно со Светата Црква, со наш свештенослужителите на нашата Света Македонска Црква, и еве, по тој повод, по ваша радост, радост на вашите срца и вашите души, радост на вашите семејства, ја осветуваме оваа црква и го палиме првото кандило што ќе гори во Домот Божи, посветен на Светата Великомаченица Недела, која ќе биде ваша заститничка, ваша застапничка, ваша патеводителка кон Царството Небесно. Еве Господинот Цветан ќе го запали ова кандило како најстар член во управниот одбор. Нека за здравје и спасение на целиот македонски род. Амин. Амин, Господине. Во името на Отецот, Синот, Светиот Дух. Амин. Христа јајся во гробе, ангел мироносица вешташе. Видите ви гроб и уразумејте. Спас во воскресе од гроба. Благословене си, Господи, научи мја оправданием Твоим. Зело рано мироносиците чаху ко гробу Твоему ридајушија, но по милоста на Бога Отца, по љубовта на Синот Божи, нашиот Спасител Господ Исус Христос, и по благодата на Светиот Дух, Бог благоизволи да денес моето срце биде исполнето со голема радост, со голема љубов, со почит кон вас, титолите, добротворите, оние кои го љубат Господа од длабочината на своето срце, оние која сакаа својата матична црква, Македонската православна црква, оние кои целосно се предадова во изградба на овој свет дом, посветен на Светата Великомаченица Недела, која ќе биде ваша заштитничка, ваша закрилничка, ваша пазителка на вашите срца, на вашите души, на вашите домови, на вашите семејства, кој ќе биде заштитник на целиот овој ваш крај, молитвеница пред престолот на Спасителот наш Господ Исус Христос, за опростување на нашите гревови, за спасение на нашите души и за здобивање на Царството Небесно. Но би сакал до сите вас да упатам еден апел.
Направивте прекрасна црква. Многу се трудевте. Црквата е дом за молитва. Црквата е дом каде треба да разговараме со Господа. Каде треба да застанеме пред Христа Бога Спасителот и да му кажеме: Господи, Ти се молиме, помогни, Господи спаси, Господи очисти. Господи, прости ми како што и прости на блудницата, на митарот, на фарисеот, на разбойникот, на Манасе, на Ниневјаните. Господи, помилуј ме како што помилува хананејката. Господи, исцели ме како што го исцели за Закеј и жената крвоточива. И така натака, и така натака. Тоа се кратки молитви, драги мои, кои можат да ви го огреат срцето, да ви огреат душата, да ве воздигнат до небесата, зашто чезне секоја христијанска душа. Продолжете да ја сакате оваа црква, да се црквувате во нејзе, да се молите во нејзе. Немојте да биде заклучена, туку нека биде отворена, за да може секој кој сака да клекне пред Христа Бога, да клекне пред Мајката Божја, пред Света недела, вашата заштитничка, и да побара она што неговата душа во моментот го бара. Да се помоли за здраве и спасение на неговото семејство, за мир и спокојство во нашата света македонска земја, за мир и спокојство во целиот свет, драги мои. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, за небесен мир и за... Денеска е многу живо, празнично, недела е, меѓутоа исто така и црквата со исто именото име, Света недела, во село Брушани, крај Тиквешкото езеро, денеска се осветува. Па еве разговараме со повеќе мина и свештеници, но исто така и оние кои што се на еден начин заслужни, што вака изгледа ова прекрасна и повторно ќе кажеме една од најубавите цркви во Тиквешијата. Со мене е Васо Ристов. Васо, секако дека од првиот ден многу пати снимавме, многу пати имавте во вас голема идеја, голема желба и верувавте дека ова ќе се оствари. Еве денеска веќе сме пред овој духовен храм. Повелете, колку вие имате задачи направено и се удел во сето ова? Еве држите и благодарница и сето тоа. Кажам сега, пошто се селевме 67-68 година. Ова е јубилејна година, 50 години од деселувањето. Одлично. Така? Да. Сега сме 17, значи точно 50 години, што викам јубилејна година. Старата црква не е поплавена. Мораше да се прави нова. Еве, после 50 години дојдовме до црква. Со многу напори, црквениот одбор, со помош од сите. Од кавадарци, да не ги именувам, бидејќи некој ќе го изоставам, не е добро. Благодарите на сите. Да, голема благодарност. Што имали хуман гест и учествувале. Имаше, да. Еве, ураците ја држам благодарницата. Покажете, ви честитам на тоа. Junior Trade. Зашто ја добивте? Цела недела тука се копаше со багери, со се, да дојдеме до... Тоа е се вашата фирма? Не, види сега, и наша, и други имаше спонзори доста, од сите страни. Па еве за рекорд од 3 години се направи оваа црква. Ретко да има црква која толку рекордно би се направила. Да. Но вилата, слогата секогаш успе гради, нели? Слогата е богата. Така е, слогата е богата. Да. И сега, кажете ми, Васо, како се чувствувате кога веќе ја гледате изградена? Тоа е ваше дело на сите. Види, сега сето е убаво ова што се изгради, само не достигат доста работи.
што не можеме ни да и да сакаме, не можеме да се вратиме во селото. Зошто Што е ќе речеш? причината? Причината, па нема вода, нема патишта, нема ништо. Локалната самоуправа колку ви помага? Има ли проблеми на тој план? Локалната Соработувате ли? самоуправа, соработуваме, али да речам така минимално. Минимално, нели? Минимално. Сте се Нема што, обратиле еве, малку за средства што ви требаат? се обраќаме секаде, па ќе речем уште на доста спонзори има, за тоа му благодариме Да. На за сите, тие нели? работи, на сите. Само пак ќе се вратам на тоа, да има вода, да имаме убав пат. Кој не би се вратил тука да седе? Знаете како викаат? Покрај езеро, покрај прекрасна, здрава животна околина, а вие немате Да вода. немаш вода. Така ли? Е па види, и Мал да куриозитет, нели? нормално секоја жена сака да има купатило, треба да има перална, треба да има се вода, ако има канализација, нема ништо. Верувам дека и како советна местна заедница сигурно дека ќе направите нешто, имате и свој план, Па некои имаме проекти. формирано местна заедница. Па да речеме дека до година пак ќе дојдеме па да видиме дали она што ќе разговараме и со градоначалникот, па да чуеме и од него од прва рака дали и нешто ќе се направи. Нели? За точно рачунаме. село Брушани е прекрасно село, кое нуди многу можности, Па види, а црквата селото- секако е една од најубавите. Па ми се чини дека е од најдобрите, оти за рекорд е направена. И што уште да кажеме, селото ни беше некаде околу 64 домаќинства. Да. Прекрасно е денеска тука, почитувани гледачи. Ова бујно зеленило и ова прекрасна црква, сами гледате колку привлекува и сигурно дека овој момент ако се вклучите, само да ве подсетам дека следите емисијата Моето село, циклусот Моето село, која се емитува и за диаспората, што значи не само овде, него ќе не гледа и цел свет. И еве тука на денот на осветувањето разговараме со дел од посетителите, верниците, па еве да чуеме какви се печатоците од мојата соговорничка. Вие сте? Колева Нада. Наде, од каде сте? Од Кавадарци. Од Кавадарци. Кажете ми, дојдовте секој што идете во црквата или? Втор пат идем, ама многу ми се бендис. Кажете ми што најмногу, дали иконостасот, дали надворешниот дел? Немам зборови други. Ја многу не обожавам западнати села, али ова посебно ми се бендис. Брушани ви се добаја како Брушани? Да. Благодарам, еве нека му е среќно осветувањето, нели, и на црквата и на селаните. Да. Благодарам. А сега продолжуваме понатаму. Моја соговорничка, и јако ја обожавам, се снимавме во Кесендре, нели? Но сега еве и тука е, што значи секаде каде што има и храмови, секаде вие сте тука, каде што има луѓе да се дружите и така. Ајде да ве представиме уште еднаш. Вие сте? Марика. Marika, kažite mi sa сопругот инаку сте, имате своја викендица. Да, доаѓаме често. По 2 недели овде седиме. Црквата многу ми се допаѓа. Кажете најмногу ви се што ви се допаѓа во црквата? Мислам целосно. Многу симпатична, многу убава и оддалеку ќе поминам се крстам за фамилиите мои, лично за нас. Идеме тука вода си полниме, само водата намали. Патот многу ми недостасува што не е направен од кај што е таблата Брушани до езерото. Ова езеро е прекрасно. Прекрасно. И само нуди да се туризам, нуди многу можности, нели? Све, убавина, лепота, лозјата да ги гледаш одржани, убави. Само патот катастрофа, најбитен е патот. Сигурно. Тогаш и каламбри да се стават навечер вака луѓе излегуваме, шетаме околу езерото, па да има каламбри, да се наредат, па народ идат. Сигурно. Еве, вчера влегов се избања по езерото, прекрасна вода. Беше, прекрасна вода. И одирана вода, и одирана алги колку сакаш. Утре пали ќе дојдете, дали само за празници идете или за потекот на денот? Дојдеме вода да си полниме, обавезно влегувам, се прекрстувам, свеки си оставам. Како се чувствувате, кажете ми? Во олтарот. Во име на внукот на фамилиите мои, да ми ги чува златна света недела. Благодарам, златна света недела, нека не чува сите нас, нека намали температурата, не е лошо,
Е така и ова село прекрасно повторно да има уште поубав лик. И многу жители, зеленило и ресурси се. Ке се направи тој, ќе гледат ова емисија оние кои што се ангажирани, па верувам дека ќе преземат ние.